Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Денес ден посебен за нас, македонците од целиот свет. А верувам и за целата светска популација. Денес ден за македонскиот и светскиот цар на царевите и крал на кралевите, кој што се родил во знакот на лав и како лав и земски цар ја постигна неговата мисија на земјата во неговиот временски период. Нека е вечен и вековит денот, роденденот на царот на царевите и кралот на кралевите Александар III Македонски. Тој е македонски и светски цар. И тука сите ние треба да ја вложиме целата енергија. И никој нема право, ниту од нас, ниту грците, ниту бугарите, ниту целиот свет да го присвојува. Тој е на сите нас. Тој е оној кој што го направи целиот свет без граници. Тој е оној кој што измеша безброј јадници, фамилии и бракови за добробит на човечанството. Тој е оној кој што направи 13 Александрии или 12 со централната во Македонија 13. Тој е оној кој што ги возобнови сите 13 Соломонови храмови за да ја пречекаме ерата на рибата со неговото поминување од ерата на овенот. Тој е оној кој што беше почеток и крај, алфа и омега за ерата на овенот и затоа секаде го имаше со овенот и со подвиените рогови на нашиот војсководец. 23 јули, прв ден, најсилен ден во хороскопскиот знак Лав е наменет за македонскиот и светскиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. На голема благодарност до сите вас кои што ќе го почитувате ова дело. Една благодарност до сите оние кои што од 2004 година останаа лојални на ова дело кое што го направивме да биде големо, дело кое што требаше и да биде големо со првата Александријада во 2005 година во Кочани. Нажалост, Кочани многу работи подбаци. Нажалост, Кочани многу работи треба да исправи. Нашата цел и нашата заклетва пред универзумот, пред клучот на универзумот и цвеќето на животот, во тој временски период, во времето на првата Александријада беше и остана да го живееме духот на Александар III Македонски. Духот кој што треба да ги обедини сите македонци во целиот свет. Но она кој што се случуваше со години уназад и она за кој што другата страна одработуваше и имаше за цел и Александар Македонски да го погани, малку успеја, ама затоа ние денес со сето она што го правиме од 2005 година, цели 20 години, кога е посејано семето, денес веќе раѓа со плод. Јас ова година, 2026 година, година која што после 2005 година одлучив да му одадам најголемата почит индивидуално во градот на медот. Затоа и некои активности кои што се одработуваа во Битола и некои активности кои што сакаа да се случат на неговиот ден, на неговиот роден ден, а поврзани со Битола, се активности кои што ни покажуваат
кој дух стои позади сите нас, почитувачите на неговото дело, на неговата мисија и на неговата мисија и неговата цел како духовен воин, а не како воин на конј, кој што многумина сака да го представат во стилот на првиот антихрист и првото зло Август Октавијан. Затоа, моите почести ќе бидат во градот на медот, индивидуално, со универзумот и комуникација помеѓу мене и него за се што е направено овие 20 години, откако започнавме да го живуваме духот негов до ден денес. Затоа, ве сакаме сите, бидете љубов, не дозволувајте некој да ве манипулира, не дозволувајте некој македонците да ги прави малумни, не дозволувајте некој во стилот на Филип Македонецот, како најголеми астролози во нивниот временски период, да не знаат кога треба да се зачне најголемиот од најголемите во светската цивилизација. Не дозволувајте, а тоа го докажавте ова година, со ова дата 23 јули, бидејќи сите онија кои што го промовираа во завршетокот на ракот останаа неми, и тоа е добро, затоа што лавот наш, македонски и светски, е роден на 23 јули. Прв пат ова година не водиме битка во докажување, прв пат ова година не водиме битка да се докажуваме дали 22 или 23 или 21 ден на Александар Македонски. 23 јули е денот кога е најсилната енергија на созвездието на Лав, со кој што е поврзан и нашиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. Ракот нека остане за оној кој што треба да го промовираат во иднина, ракот нека остане за оној кој што антихрист во Македонија му прави макадам пат, за оној кој што се промовира на 22 јули, ракот дека му припаѓа нему, а ние ќе се водиме со вистинската дата на раѓањето, кога е била и најголемата битка по борбата против атињаните. Еден фрагмент од Александар III Македонски. Бдејте, македонци над Македонија. Јас ќе одам да почивам. И после 2000 Исисови години ќе се разбудам во градот Ефес и повторно атињаните ќе ги ставам на колена заедно со сите оние наши приврзаници кои што се за сите оние наши приврзаници кои што се поврзани со атињаните. И затоа морате да ги разликувате македонците од атињаните. Морате да ги разликувате оние кои што се дојдени од Етиопија, оние кои што се халидејци и оние кои што по ништо не се разликуваат од оние кои што денес владеат во светот. Мора да ги разликувате атињаните кои што и Филип и во наредниот период духот Александров ќе ги стави повторно на колена за добробит на сите нас, не само на нас како македонци, туку на сите оние кои што се водиме со вистината за Македонија. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов и само љубов. Нека е вечен Александар Македонски.